Казнено-поправна установа Скопје, меѓу луѓето познат како затвор Шутка. Прв пат отворен во 1968 година. Тука минале илјадници луѓе, дел во притворското, дел во затворските оделенија. На влезот ќе ве пречека затворската полиција, ќе ви ги провери документите и доколку е се во ред, ќе ве пушти внатре. Прво нешто што ќе забележите е долга улица со дрвореди. Од двете страни има и бавчи, каде осудените лица одгледуваат зеленчук и овошје. Штом ќе се доближите до објектите, ќе забележите раздвиженост. Тоа се затворениците, кои казната одржуваат во полуотвореното оделение. Ним им е дозволен престој во дворот, каде слободно комуницираат меѓу себе, но и со затворската администрација. Во овој дел од затворот, поточно во еден од објектите, се врши реконструкција. Неколку лица кои издржуваат казна затвор, а имаат познавање од молеро-фарбарските работи, учествуваат во реконструкцијата. Собите пак во кои се сместени имаат пристојни услови. Во истиот објект, но од другата страна, се наоѓа отвореното оделение. Осудените лица кои казната издржуваат во овој дел од затворот имаат најголем простор за движење и најмногу поволности. Игралиште за фудбал и кошарка, пинг-понг маса, библиотека, кантина, но и ТВ соба со огромен LED телевизор. Тој бил ставен по барање на осудениците кога се одржуваше последното светско првенство во фудбал. Отворениот дел со висок бетонски ѕид е оделен од притворот и затворениот дел. За да влезете во тој дел од затворот, потребно е да поминете низ метална капија. Кога тоа ќе го направите, веднаш се чувствува поинаква атмосфера. Прво ве пречекуваат неколку опасни кучиња. Овој објект е поделен на два дела. Од една страна е притворското оделение, а 6 соби се резервирани за затвореното оделение. Тука казна затвор во овој момент одржуваат 30 на затвореници. За разлика од тие во отвореното и полуотвореното оделение, овие затвореници имаат дозвола во дворот да прошетаат само 2 часа во денот. Ускратени им се и други поволности кои ги имаат останатите затвореници. Состојбата, по моје видување, е солидна. Нормално, затворот се справува со одредени проблеми, но не е нешто што со макотрпна работа, со домаќинско работење, за краток рок ќе ги отклониме. Имаме затворен дел, осудени лица во затворен дел, имаме полуотворено и лица со третманска група отворен дел. Како што напоменав, за овој краток период од кога сум именуван за директор на оваа казнено-поправна установа, од февруари месец 2018 година, успеавме да со сопствени средства и по пат на донации од општествено одговорни компании да извршиме санација на веќе едно од трите тоалети. Планни се сите 3 тоалети да се реновираат. Вршевме молерофарбачки зафати на неколку соби во полуотворено и во отворено. Моментално се реновира ходникот во целиот горен спат од полуотвореното оделение. Во соработка сме со Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика. Имаме проект со UNDP за рестартирање на столарската и браварската работилница. Мислам дека за многу краток период ќе се отпочне со едукација за стекнување на дополнителни вештини на осудените лица, кои што ќе им бидат потребни за подобар ресоцијален период и подобар постпенален период по излегување на нивните на слобода и подобра адаптација во средината. На оваа капија, според упатниот акт, утре треба да се појави екс-премиерот Никола Груевски. На 8 ноември тој треба да се пријави во затворот во Шутка, каде треба да ја одслужи 2-годишната затворска казна
за набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Секој лице кое што ќе се пријави за одржување на затворската казна во Шутка поминува низ неколку фази. Првата од нив е процесот на адаптација, кој што трае од 3 до 15 дена, каде што се учи кукниот ред, затворските правила и се прави проценка на ризик за повторување на делото. Потоа, за истото лице се одлучува дали затворската казна ќе издржува во отвореното, полуотвореното или затвореното оделение. Низ истите фази ќе мине и Груевски кога ќе се пријави. Процесот на адаптација е првото нешто со кое се соочуваат осудениците. Во тој рок од најмногу 2 недели, затворската администрација изготвува план и програма за третман на лицето и утврдување на неговите приоритетни потреби. Тука влегува работата, образованието или одржување на семејните врски. Потоа се врши квалификација во кој дел од затворот ќе извршува затворската казна. Според законските одредби и праксата, Никола Груевски најверојатно ќе заврши во затвореното оделение и само 2 часа во денот ќе има можност да прошета во дворот на затворот. Поради фактот што против него се водат и други постапки, нема да му биде дозволено да издржува казната во отвореното или полуотвореното оделение. Како и за секој осудено лице, така и за лицето кој го напоменавте, затворот е подготвен да ги прими во делот на извршување на нивната казна. Нема да има посебни третмани, туку се ќе се биде согласно Законот за извршување санкции. Се знае, иде во приемно оделение 3 до 15 дена, потоа во зависност од класификацијата ќе биде класификуван во една од трите третмански групи. Вие сами се уверите со капацитетите и со собите, така да согласно класификацијата ќе биде сместен во една од тие соби што ги имаме. Нема посебна просторија за ниту за лицето што ја прашавте, ниту за некое лице што ќе дојде во иднина. Поради останатите постапки, повлегувањето во Шутка, Груевски неверојатно нема да може да ги користи поволностите кои ги уживаат дел од другите осуденици, како домашно отсуство, слободно движење надвор од установата, годишен одмор и слично. Нему, како и на секое друго лице кое издржува затворска казна во Шутка, ќе му биде одреден и матичен воспитувач кој ќе работи со него во процесот на ресоциализација. Во овој момент, затворска казна во Шутка издржуваат 110 осудени лица.